Во организација на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево, вечерва продолжуваат филмските премиери со прикажувањето на филмот Утре наутро од Јани Бојаджи. Кинопредставите за честија во изминатите неколку среди, па поради тоа направивме на мала анкета со граѓаните на Делчево колку често посетуваат кино и на кој филм последен се сеќаваат кои што го гледале во киносалата во Делчево. Едно прашање може ли? Кога последен пат сте биле на кино? Кога последен пат сме били на кино? Да. Преди една година. Добро, и има ли често кино представи кај вас? Има. Од Благоевград сте? Кюстендил. Кюстендил. Добро, вие сте поголем град. Денес во Делчево еве случајно налетавме на вас. Како ви се допаѓа градчето? Хубаво е, спокојно. Кога би имале прилика, еве, додека сте тука да имате да можност да гледате кино и во Делчево, дали би дошле? Да. Еве, вечерва има можност, ако сте тука, повелете во 18 часот. Мерси. Убаво да си поминете во Делчево. Кога последен пат сте гледале кино во Делчево? Или дали сте сеќавате на некој добар филм? Не се сеќавам и не знам кога последен пат. Еве, денес има представа, например, во 18 часот. Нема да идам. Чисто дали сте известени, дали треба за младите почесто? Не знам, прв пат слушам. Кога последен пат сте гледале кино, еве, ако може да ни одговорите? Оно дали функционира, одамна не сум видел дали функционира право. Почна во последно време секоја среда да има, Тоа може, но во ваше време, еве, порано како беше? не работиш. Прво имаше навик, ама после телевизиите кај се знаат одредени филмове и се мана асфото. Зашто ќе кога дома и Сега, например, да има некој интересен филм да ви се каже дека е на кино, нашите години не одговара. но за младите треба ли да има повеќе? А малите друго, ама не има интернет, има телевизија, не ги тоа не интересира. Времето си се тера своје. Техниката значи понапредна. Така. Благодарам. Мислам дека налетавме на прав човек, еве правиме анкета за кино представите во Делчево. Кога последен пат сте биле на кино? Па, пред малку, пред неколку дена. Да, одскоро почна секоја среда да има овде кино представи. Убава идеја на Националната институција Дома култура на Никола Јонков Вапцаров. Така да убава идејата и секој треба да продолжат со таа работа. На времето како беше? Па на времето беше фино почетокот на 80-те години од минатиот век. Имаше кино представи, имаше повеќе представи на ден. Немаше што друго се работа освен на кино представи како беше основна занимација и културно раздвижување на населението од нашиот крај. Меѓутоа, потоа ова е техничката Напредокот на напредок на технологијата си направи своето со видеорекордери, со касети, со потоа интернетот, сега портали, телевизии, национални, така да времето се менува и секој време си има си свое време, што викаат старите. Така да и ова идеја што беше замрено киното во Делчево, сега има добра идеја, бар секоја среда ако може да се поеде филм да се проектираат од тие поновите, така да биде запознаено населението со новите сознанија и новите проекти. Така е, благодарам. Вечерашнава представа на филмот Утре наутро од Јани Бојаджи е закажана за 18 часот. Се работи за филм кој е категоризиран за гледачи над 16 години. Во содржината на филмот се наоѓа Аида, млада докторка која е жртва на силување од нејзиниот постар и влијателен колега, инаку богат хирург со силни врски. Корумпираниот суд ја отфрла нејзината тужба со оправдување дека не давала доволно отпор. Паралелно Јоана Пеласк, сопруга на поранешниот премиер со своите деца, станува мета на прогон откако видео снимка од нивниот дом открива како американски амбасадор краде античка бронзена фигура на силувањето на Европа. Судбините на двете жени се спојуваат на пресвртна точка, барајќи причини едната да ја напушти, а другата да остане во Македонија. Ова е главното сиже на филмот, а вие повелете во киносалата во Делчево во 18 часот и не ја пропуштајте оваа моќна, провокативна и длабоко човечка приказна.